Францускиот предлог е единствена правна рамка која ќе овозможи напредок на Северна Македонија на нејзиниот пат кон Европската унија, вели Стефан Дечев, историчар од Бугарија. Случувањата меѓу Скопје и Софија сега се во мирување, бидејќи и во двете држави има избори, велат интелектуалци од двете страни на границата, кои во Огрид неодамна се сретнаа за да разговараат за наративите кои влијаат на односите во регионот. И главно това затишје се должи. Главно тоа се должи на тоа што францускиот предлог е прифатен и што практично ја префали топката на Македонија, каде се очекува решение од македонскиот политички врв. Во прво време се ќе зависи од тоа како ќе биде решено прашањето со внесувањето на бугарите во уставот и мора да се бара решение меѓу двете земји во рамките на оваа правна рамка што постои. Владите кои ќе бидат формирани во двете земји ќе треба да најдат начин, да не речам еден ресет во односите, но ќе треба да најдат на една нова реторика која ќе води кон просперитет. Така да тоа е она што би сакале да видиме, значи да видиме некој нов дискурс по изборните процеси во овие две држави. Членот на Македонско-бугарската комисија за историски образовни прашања Петар Тодоров вели дека време е Скопје и Софија да се фокусираат на други теми кои се многу поважни за граѓаните отколку за исполнување на националистички соништа. Како да се подобрат односи меѓу двете држави? Прво и многу основно двете држави да забораат на историјата и воопште да разговараат на тема историја, бидејќи очигледно двете држави не се зрели и спремни да разговараат на таа тема. Вярвам, че не само има начин да се врнем, но Верувам дека има начин односите да се вратат не само какви што беа порано, туку и да бидат подобри, колку и тоа да звучи наивно. И во Бугарија и во Македонија лошите односи се резултат на малигни раководства на луѓе кои успеваат да профитираат од лошите односи и да ги претворат во политички, економски или некој вид друг на капитал. Кога ќе ја напуштиме оваа стратегија, ќе почнеме да градиме добри односи. Голем улога има и мешовитата историско-образовна комисија, чија работа досега не ги даде очекуваните резултати. Доколку двете државни лидерства на двете држави, ако решат дека треба да продолжи таа комисија да работи, си има начини кои ќе мора таа комисија да се преосмисли, ќе мора да се најде друг начин, да се подобри нејзината методологија, за да може таа да дава резултати. особено од българската страна на комисијата. Особено за бугарската страна од комисијата, ова е главниот акцент на нивната работа, да не се направи отстапка за ништо, да не се признава бугарската одговорност и да не се идентификува бугарска грешка. Признавањето на сопствените грешки е почеток на овој процес. Атанасов не се согласил со наративот кој Бугарија го употребуваше кон Северна Македонија. Ние българите с този исторически разказ Ние бугарите со овој историски наратив ги труеме сопствените деца, учејќи ги нешта кои се тотално неадекватни, кои беа дел од некогашната идеолошка обработка на населението со цел да го мобилизираме за одредени каузи. Тоа ли треба да го правиме за да страда Македонија? Ние во моментот трпиме многу поголема штета од она што им го правиме на соседите. Треба да има едно взаимно Мора да има взаемно почитување меѓу двете земји, бидејќи нема да се постигнат добри резултати со стегање на раце. Едногласни се дека е можно да не се создаваат конфликти од историјата, но да се преземе одговорност и да се разјасни кој на кого му сгрешил и потоа двете страни да си подадат рака. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.